Добра вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Дансе Макабре со своето 628 издание. Вечерашниот гостин е повратник во оваа емисија, што секогаш ме радува, бидејќи значи дека бил трудолюбив и има добар повод зашто е тука со ново негово остварување. Прв пат беше тука 4.2.2020 вика историјата, што значи еден од последните режисери што гостуваше во емисијата и после него светот го зафати сеопшта пандемија. Па да се надеваме дека по крајот на емисијата нема да дојде до наредна апокалипса, но никогаш не се знае тоа. Тогаш зборувавме за неговите исклучителни кратки играни филмови од почетокот на кариерата, вклучувајќи ги Пепи и Муто и Налепница, за 5 години подоцна да добиеме можност да разговараме со режисерот за неговото играно долгометражно деби, во кое 15 годишно момче од Јуречко село во Македонија ги крши нормите на конзервативната заедница со неговите афинитети кон електронската музика и начините на кои ја употребува, при тоа негово комично заглавување во неволи ја наоѓа и неговата прва љубов, едно вистинско освежување за домашната филмска сцена. Прашање е одличниот филм Диџеј Ахмет, а чести задоволство ми е што вечерашниот повратник во емисијата ми е Георги Јунковски. Добро да е дома. Фала на поканата и сегаш ми е задоволство со тебе да направам разговор така. Сега имаме убав повод, така што да го продолжиме тоа што веќе го имаме започнато тука, да ја врземе работата по кратките филмови, кога и како од сите идеи за прв долг се издвои идејата за Овчарот диџеј, со што ти го привлече вниманието за да сватиш дека тука нема краток филм, туку има материјал за долг филм. Па почнав да го пишам некаде најверојатно кратко после нашата прва средба, 2020 година. Имав неколку идеи кои не бев сигурен со кој филм би аплицирал, меѓутоа беше да кажам една идеја која не ми дадаше да спијам, која мислев со месеци. Добро. Почна се од таа сцена со овци како улетуваат на транс журка у шума. Тоа беше нешто што мислам дека би можело да се случи во Македонија и затоа и толку јако резонираше со мене. Добро. Значи од таа сцена започна развојот и во кој момент свати дека окей, ова не е само една сцена, не е само една ситуација, туку може да се доразви. Па не, од сам почеток тоа беше целта. Мислам да се напише долг филм, така да од сам почеток значи намерата ти беше нишанев кон тоа. Добро. А зошто па ти беше потребно да ја сместиш приказната во Јуречкото село и на кој начин тоа сместување даде уникатен белег на делот? Да, тоа се случи малку подоцна, значи од првичната идеја. Тој контраст што мене во филмот ми е најинтересен, таа транзиција од традиционално према модерно и тој судар на генерации, иако постои во Македонија, па и низ цел свет постои во одредени форми, кај јуруците, односно во тие јурички села е најизразено, да кажам, тој контраст и највозбудлив за раскажување за мене лично. Таму имаме ситуација, нели, каде што родители растеле без струја и без вода, деца имаат Инстаграм и ТикТок на телефон и тоа е една многу реална ситуација во тие села која се случува денеска. Така што дискрепанцата помеѓу тие две генерации дефинитивно е тој јас постојачки и видов и на визуелен план. Coming of Age елементите се универзални. Колку се врза со нив гледачите надвор од Македонија на филмот со тие елементи на созревање кои што ги имаат младите ликови? Па не знам конкретно за тие елементи, меѓутоа генерално филмот дури изненадно за мене лично многу добро резонира со странската публика. Дали се гледа во Америка или во Кина или во Европа, мислам дека допира до публиката и тоа за мене најубавото нешто мислам во филмот. Така, затоа што на домашен терен претпоставувам дека многу полесно и понепосредно е поврзувањето со оглед на тоа што веќе се запознаени и со постоењето на селото, запознаени и со тај генерацијски јас и судир кој што е тука, меѓутоа ме интересираше баш за тоа како гледаат надвор од нашата држава кога ќе се соочат со нешто што им е познато, со оглед на тоа што сите поминале низ таа фаза кога влегуваат во светот на возрастните, меѓутоа од друга страна ова е и далечно за нив со оглед на тоа што не секој ден има можност да се соочат со ваков проблем. Да, мислам средината е да кажам екзотична можеби во странство или далечна, меѓутоа мислам дека тие чувства, емоции и тоа што е движечка сила некако во филмот, дека тоа секој наоѓа некој дел од тоа со кој што може да се поврзе.
И затоа мислам и дека и хуморот проаѓа во странство многу добро и тие што се емотивни моменти проаѓаат, така да мислам дека тоа е тоа што му дава највеќе сила, да кажам. Така. И сега додека сме кај хуморот, кај комедијата, колку сметаш дека таа, например, во споредба со социјалната драма или останатите жанровски хибриди на драмата е помалку вреднувана, например, на филмските фестивали? Па мислам дека не би рекол дека е помалку Добро. вреднувана. Мислам дека во моментов имаме хибридни жанрови, односно веќе нема жанровите не се толку не, чисто. дефинирани како што биле Така. порано. Дури тоа е многу повозбудливо за создавање. Во однос на класична комедија, сега правиме филм на кој што сите ќе се смеат, тоа да, држи вода дека нема толку присуство на фестивалите. Меѓутоа, Дури и слепстик комедијата е, мислам дека на еден чекор подолу се држи во за разлика од овие драми, ангажирани филмови. Меѓутоа има простор за хумор и многу филмови гениални и кои праќаат одлично, имаат многу хумор во нив, така да мислам дека само е начинот на кој што е представен хуморот или мене ме интересира хумор кој излага од контекст на една приказна, на една ситуација, на една средина. Тоа што е не сам никогаш не ми е за цел да правам филмови на кои што луѓе ќе се смеат. Сакам да правам филмови кои ги емотивно ги поместуваат луѓето. Некои од тие поместувања може да бидат и смеа. Точно, и тоа е едно од тие орудија кои што ги владееш во филмскиот јазик, кои што ги употребуваш. Да, не знам дали ги владам, ама ги Владеш. работиме на тоа. Да, владееш. Сметаш дека филмот најде подобра рецепција на фестивалите или па на репертоарската публика? Се уште е рано да се каже. Најголем дел од земите ќе почна со кинодистрибуција почетокот на 2026 година. Се уште не почнала кинодистрибуцијата во Турција, што ќе биде многу возбудливо да се види како ќе пројде филмот таму. Тоа е закажано за 28 ноември. Така да за некој месец веројатно би имало поконкретен одговор. Меѓутоа, посебно за Турција би било драго ако филмот успее да има успешна, да кажем, проекција, односно да се најде својата публика. Да се најде својата публика. Да. Ова го те прашувам заради тоа што и претпоставам дека и самиот имаш забележано дека сосема поразлична е публиката и нивните очекувања од тие што гледаат филмови кои што се на репертоарите, односно кои што се дистрибуирани од големите компании и тие кои што специјално одат за авторските филмови кои се на фестивалите. И затоа прашањето повеќе ми беше за каде сметаш дека може би го наоѓа DJ Ахмет повеќе своето место, заради тоа што има и за едната страна и за другата публика има, мислам, елементи кои што би ги задоволија. Па мислам дека се надевам дека ќе е нешто измеѓу двете, односно веќе имаме одличен фестивалски живот има филмот. Меѓутоа исто сум на пример многу пријатно изненаден од премиерата во Скопје и кинопроекциите во Скопје кои се доста посетени. И многу ми е драго дека и помладата генерација оди во кино да го гледа филмот. Кој што е наменет, не? Па да речеме, да. Иако несвесно можеби. Така да тоа посебно ме радува дека млади луѓе го гледаат филмот во Скопје највеќе. А за налетница разговаравме јас и ти дека не баш беше во состојба да го искусиш Sundance баш како што би посакал, како гостин се разбира на фестивалот. Колку за DJ Ахмет имаше можност да ја осознаеш таа од прва рака големината на фестивалот овој пат? Па компензираш? Да, компензиравме доста. Видете, сам тоа секој посакувам секој режисер да може да доживее една таква премиера. Не мора да на Sundance, има и нели други фестивали одлични. Меѓутоа да си на место каде што толку многу луѓе сакаат филми и го обожаваат филмот како уметност и се дојдени специјално за тоа. Е навистина неверојатно чувство. Тоа што добивме награда исто нормално многу помогна за филмот, го лансираше да кажам на разни други фестивали и други места. Мислам самото тоа што можам да кажам дека бев во конкуренција со Џафар Панахи на Сиднеј Филм Фест ми звучи комплетно нереално, мислам како реченица. Меѓутоа такви ситуации има 50 на пример во последните 6 месеци кои се резултат некако на тоа што се случи на Sundance, што
За мене е светско чудо, да кажам. Не е одскочна даска тоа само и за тебе за мал милион на режисери. Апсолутно, да. Знаеме дека тој фестивал на Редфорд и тоа како им значил во животот и лансирал буквално новата американска школа ја има лансирано, така што на право место во право време кога ќе се најде вистинскиот филм, мислам дека тоа е добитна комбинација и DJ Ахмет го имаше тој момент. Каде и кога може да се гледа филмот во Скопје? Само да поменеме дали се уште игра? Да, во Скопје филмот е се уште на редовен кинорепертоар, значи секој ден, ако не се лажам, по 3 проекции има секој ден, 5, 7 и 9 часот. Уште колку ќе каже публиката. Така. Да. Значи тоа е оставено на интересот. Да, како и желба и волја. така. Предпоставам дека и во другите киносали, односно во другите градови каде што имаат можност за кинопрокажување, дека е дистрибуиран филмот. Не сум скроз до крај информиран кога и на кои места игра филмот, меѓутоа гледам дека редовно се постира на Facebook од разни културни центри, домови на културата, кога има прилика да се прикажи во другите градови. За жал немаме кина во многу голем дел од градовите, што за мене е тажно малку, меѓутоа тоа. Меѓутоа тие кај што ги има, DJ Ахмет има своја турнеја, така што побарајте го за да го погледнете неговиот сет, дел од музиката која што ќе може да ја слушнете, односно да ја погледнете во овој филм, можете и да ја слушнете на почетокот на оваа емисија, односно Level Up од Cut. Ќе слушнеме во продолжение и Never Faded, кој што исто така е употребена за потребите на филмот, и ќе слушнеме самата најава за DJ Ахмет, односно филмот за кој што во текот на емисијата ќе разговараме со Мунко, така што останете вечеро и тоа како имаме интригантна емисија. А Дансе Макабре е емисија во која 17 сезони се зборува за уметност, со борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите криминалци, и секој издание е на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот, алгоритамот. Целта на емисијата е да ги доближи квалитетните уметнички дела до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечерва имам закажано полноќен тан со смртта по 628 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дансе Макабре, 628 издание, со мене во просториите Унковски, режисерот на филмот DJ Ахмет. Кажи ми, имаше работен наслов или од секогаш знаеше дека ликот ќе го наслови филмот? Да, DJ Ахмет од прв момент насловот. Имавме обид да го смениме името негде, мислам да најдеме некое друго име. Ништо добро не излезе од тоа. Така да филмот е DJ Ахмет секаде, освен во Франција, каде што ни го смени името, дистрибутерот. И го крсти, многу е смешно. Момчето кој ги разигра ридовите. Поетично, како што знаат. Не знам зашто. Елаборира зошто DJ? Не. Нема најверојатно некој друг филм со тоа име. Не верувам дека има друг филм, да, не елаборира, не ни побаравме да елаборират, некако у тој момент кога се случи тој договор, реков добро, веројатно знаат најдобро што треба да се направи. Може требаше да се борам поише за тоа. Нема Дарден браќата Јанг Ахмет нешто во последните филмови што ги има режирано? Мислам дека Јанг Ахмет има можда. И се евентуално ако сакаат да се дистанцираат од него. Можда, не помислив на тоа, да. А тој лик од тој филм, па и не дека беше помалнеран и мајко од твојот, така што може би ќе поминеше подобро. Океј. Значи момчето кое што ги разигра ридовите. Добро, поетично, како што знаат французите да го направат. Кога решаваш да снимаш во Јуручко село, доаѓаш со филмска екипа и на секој можен начин ја менуваш динамиката во местноста со самото твое присуство. Сега не до тоа рамниште како што на пример Вернер Херцог го правил кога влегувал во Амазонија, заедно со Кински под рака. Колку ја имаше таа потреба да, исто како и документаристите, на пример, да бидеш прифатен од мештаните, за да може да ти биде олеснето снимањето, условно кажано? Па мораше да има одредено прифаќање од аспект на прво Ариф, кој го игра Ахмет, е од селото, каде што го снимавме филмот. Друго, не требаше многу голема логистичка поддршка и за време на предпродукција и на снимањето. Голем број на статисти во филмот, така да ми беше важно дефинитивно да
да влеземе и да бидеме таму на начин што не е деструктивен, да кажам, и не, иако тој е ја узурпира нивната рутина, дефинитивно, тоа не може да се избегне, пошто сме 60 луѓе кои доаѓаат таму. Меѓутоа, генерално ми беше доста важно да има една хармонија за време на снимањето и да бидеме добре дојдени таму. Да, па да се скрши таа бариера, еве ги овие од страна дојдоа и сега нешто, знаеш, антагонизмот да го нема со таа инстанца што да не ве сметат како странно тело кое што злонамерно го наводува нешто сака да направи, значи. И не само тоа, него јас и со продукцијата само што тоа што разговарав дека им кажав дека кога ќе завршиме филмот, дека јас сакам да можам утре да дојдам ова село, без никакво чувство дека сум сгрешил нешто према селото. Образот да го зачуваш. И мислам дека успеавме, тоа ми е драго. Се вратил во постојањето? Се вратив во еден момент да се видам со Ариф. Меѓутоа сакам да направим една проекција на отворено таму, се надевам на пролет ќе успееме, ќе видиме, да. Добро, значи не е Ариф сега толку голема звезда да не ти прави муаве таму, така? Ариф е во средното школа, мислам дека е звезда. Аха, добро. Да, ама во секој случај многу добро се носи тоа и е ептен златно дете, така да. Супер. Така што се добро се снаоѓа, мислам, да. Се надевам дека ќе неговата популарност ќе има удел кон женската популација во неговата. Па, најмал рука. Јас се надевам дека ќе успее некоја работа да најде. Тоа дополнително или па некој друг диџеј се. Имаше предизвици со снимање во екстериерите со оглед на тоа што претпоставувам дека снимаше планина, значи таа си има своја микросфера, значи ноќите се ладни, деновите се топли. Тоа претпоставувам дека го имавте тој проблем. Да, снимањето беше брутално, ја би рекол, за мене, мислам и за голем дел од екипата. Така. Од топло до екстремно ладно во еден ден, многу јак ветер, одредени сцени, неколку бури неочекувани, непланирани, непристапен терен, кај што не може да се постават одредени работи, работа со животни. Ноќните сцени имавте дополнително потешкотија за реализација со оглед на тоа што светло. Па да, мислам имавме опремата, да кажам, што беше потребно, не можевме да поставиме таму каде што требаше. Тоа беше тие беа логистички проблеми некои ради теренот. Најтешката сцена најверојатно беше мал спойлер, бакнежот, нели, на Ахмет. Тоа беше, снимавме на можеби минус 3 степени, на ветерот, па да не претерам сега, сигурно 50-60 км на сат. Првото често прашање е тоа како го направивте тој ветер у таа сцена. Тој беше таму. Не го направивме никако. Тој беше таму и моравме да го преживееме, ама сега ми е таа сцена од можеби најомилена во Селфон. Затоа што толку изгледаше дека се на рап, почна дожд, почна ветер. Само што го завршивме снимањето, после 15 минути почна снег да паѓа. Па се заглавија камиони во снег и така натаму. Мислам, толку многу изгледаше таа сцена дека нема да функционира некако или дека дека не е направена како што треба или дека не успеавме се да направиме, што на крај ете ми стана една од помилените сцени, мислам дека има една многу убава хемија и многу убава нежност меѓу ликовите. Баш и таа е срцевината на филмот, која што и покрај студен нивото зрачи со топлота од себе. Ајде, кажи ми кои беа најголемите промени кои настанаа во склопувањето на сценариото меѓу драфтовите? Што беше константа, а што беше отфрлен? Каде имаше најголеми дилеми? Па константа беа тие големи сцени, да кажам, што се што го дефинираат филмот некако можеби. А промени многу мали во се измеѓу, затоа што тоа е за мене најтешко, верувам и за други автори, како сите знаеме да снимиме возбудлива, јака сцена, динамична сцена, мислам, тоа е полесно да се направи од тоа да се спои дејството некако да се гледа во еден здив, да се испрепетат тие мали моменти кои водат низ приказната. И да кажам, тука имаше многу промени. Бабите со кои почнува филмот беа во оригиналното сценарио, меѓутоа содржина на нивниот диалог претрпеа доста промени.
Се кратеа некои сцени или? Се кратеа, има сцени кои се комплетно исфрлени, повеќе сцени кои се комплетно исфрлени. Се треба искрено да се збориме. Добро, а од ова инстанца која го гледаш, тоа е за доброто на филмот? Апсолутно, апсолутно. Не, тоа е сегаш приоритетот. Доброто на филмот е сегаш приоритетот и не е сегаш лесно за време на снимање да се примети или да се почувствува што е тоа што ќе биде вишак. Инаку ќе беше многу лесно, меѓутоа не е сегаш возможно. Баш. Да. Колку се промени па сценариот од како се запозна со локалното население? Па се локалното население, односно одредени индивидуи како би го одвел Озел Асанов, кој е еден можеби единствениот јурук кој има завршено ФДУ од Конче, со кој што работевме и разговаравме уште 2 години пред да почнеме со снимање. Вклучивме некои од учителите од селото за дијалектот и за некои изрази. Актерите си дадоа своје читање, односно како би кажале некои работи, би изговориле. Меѓутоа, во суштината, да кажам, во фабулата, немаше некои драстични измени. Добро, а крајот ти беше фиксиран уште од кога почна да опишуваш или го најде? Крајот беше фикс, постоеше пред почетокот. Така, добро, значи го имаше зацртано уште пред да почнеш. Кажи ми, полесно ти е да пишуваш за лик кој што е поблизок до тебе и до твојот темперамент или па подалечен? Колку истражуваш за некој свет кој што можеби и не ти е толку познат? Па сите ликови што ги пишувам имаат некој дел од мене. Мислам, тоа е неизбежно, неизбежно. Имаат некои сомнежи, стравови исто што ги делам ја и од таму тргнувам, потоа пробувам да ги сместам, да им смислам некоја логика на нивното постоење. Не тргнувам никогаш од логиката, да кажам, или од информациите, мислам, од за ликот. Тргнувам од некои емоции, чувства, нешто што можеби не може толку лесно да се прикаже на филм. Биографијата на страна. Да. И потоа пробувам да најдам логика во која што тој лик би постал. Кажи ми, го носиш сценариото на работилници, на скрипт доктори или па гледаш фајда од тоа конкретно за овој филм? Или па можеби би скратиле од душата за да го спакуваат подобро? Бев на една работилница, не би без да кажам која е. Добро, неважно. Мислам дека имаше контраефект конкретно за мене во тој период. Ме закочи малце, ме врати назад во еден момент и би рекол можеби во погрешен правец. Генерално сум против работилниците за сценарио. Меѓутоа не сум против менторство, што значи дека многу е важно еден автор, писател да има сценарист, да има луѓе што знаат да пишуваат подобро од него. И што знаат да го прочитаат тоа што он го напишал. Секогаш е полесно да се чита туѓото, така од еден аспект на тоа не мора да биде сега многу некој подобар, меѓутоа да има една заедница на доверба кај што може да се кажат некои непријатни работи, што може да се тешки за слушање, меѓутоа тие често се најважните. И важно е да има континуитет и да биде човекот отворен за една критика и за да свати дека можеби некои работи не функционираат на одреден начин и така натаму. Јас имам едно 4-5 луѓе на кои што им верувам во тој сектор, да кажам, во сценарио, во другите секако исто други луѓе, така да гледам се окружувам со луѓе што се искрени, што си ја сакаат работата и знаат искрено да кажат. Да, затоа што на работилници конкретно и за овој случај не можам да замислам ако не го познаваш авторот и каков сензибилитет има, во погрешни раце може едноставно да биде ставено во пакетче со сите тие назнаки кои што луѓе би сакале да ги погледнат во филмот, кои што може би клапнале за XY тенденции кои што се актуелни и на тој начин мислам дека поголема штета би се направила на DJ. Да. Некам сега да кажам дека сите работилници се такви и за одреден човек може ризик. Да, може и за мене во одреден друг момент од животот би ми помогнало, меѓутоа има нешто, некој шаблон, да кажам, во тие работилници што она што често го кажувам дека ако направам грешка, сакам да биде моја грешката, а не туѓа. Па ја да сум послушал некој, тоа би ми било најкриво. Ако направам грешка, јас не ми е толку криво. Да, ама ќе научиш нешто од својата грешка, од туѓата грешка. Па дури и грешката и некогаш е поинтересна од нешто што е коректно како што треба све.
Така, затоа што тоа карактер му дава, Да, нели, на да, делото. апсолутно. Сега, јас сум убеден дека високоинтелектуални личности се способни за исклучителен хумор, кој што те верувам и тебе. Колку е македонското поднебје плодно за да се снимаат драмедии кај нас, колку македонскиот менталитет е погоден за создавање на дела во ваков манир? Па многу, екстремно многу. Добро. Да кажам, Добро. у топ 10 места на светот би исто. Да, тоа е нешто што мислам дека имаме одлична смисла за хумор. Мислам дека така се справуваме со многу неправди и многу работи што ни се случуваат за кои што немаме некој излез. И мислам дека треба да го искористиме тоа, апсолутно. И понатаму, мислам, тоа у тој правец одам. Не гледам друг правец за себе сигурно. И добар одбранен механизам е, нели? Па апсолутно, да. Нашиот народ можеби е навикнат на волминатото на гледање на хуморот од Мирно лето и Викенд на мртовци, потоа тетовирање и Балканкан, до комедиите на Коле Ангеловски и Те дуажи ми мене во последно време. Колку сметаш дека може да го препознае и вреднува пософистицираниот хумор денешниот гледач? Па има место за двата типа на хумор и за каков и да е едниот и другиот. Мислам дека гледачите ако влезат во приказната, мислам дека ќе хуморот не може да постои без приказната. Мислам нема значење без приказната, така да ако добра приказна ги вовлече гледачите, мислам дека сите имаат можност да го ценат добриот хумор. Во кој период е сниман филмот? Колку снимачки дена имаше продукција? Филмот е сниман 2023 година со почеток во септември, се не ме држи за збор. Така. Може и октомври беше, мислам дека Добро, есен. Есен. Снимањето траеше 36 дена. Добро, си имал простор со паузи, претпоставам. Да, пробавме 5+1, односно 6+1, 6 дена снимање, еден ден пауза. Тоа се виде после 2 недели дека е премногу брутално. Па се отиде на 5+2, некој период имаше некој друго. И имаше една пауза од таа беше убитачна пауза. Добро. Од 3 недели или 2 недели пред да снимаме журката со овците. Да. Масовката. Да, Добро. да. И тука се загуби кондицијата, темпото или? Па излагаш од филмот, а не е довршен, многу ти тежи, се надеваш дека нема да заврне снег, ако заврнеше снег ќе мораше да го одложиме за во март снимањето. И тоа ќе беше психички, психолошка тортура. Да, затоа што ти тежи. Да. Филм треба да се сними, мислам, ако може идеално во еден јуриш, да кажам. Да, па една борба се води, мислам. Да, се што се одложува има чувство, многу е некоја као у воздухот да има некој чувство дека може никош да не се деси ако се прекина. Да, ако се пролонгира па и неизбежно е да дојде до тоа. Многу филмови така биле исклучени од продукции. А правевте читачки проби, имавте доволно време за да го вежбате материјалот? Да, правевме читачки проби. Вежбавме дијалектот јурички за оние кои не беа од селото. Адаптиран беше диалогот од, како што кажав, од Ариф самиот и од неговиот професор од основното. Мислам, во тој момент не му беше учител во основното училиште во Аликоч. Добро. Имавте технички проби на самите локации претходно? Имаше можност тоа да го реализираш или? Не. Тоа беше, мислам, имаше пред да ја уклучиме камерата. Имавме, некој сигурно половина час, да кажеме 45 минути на секоја локација да ја пројдеме сцената. Ама имавте скаутинг претходно? Да. Сите локации беа утврдени многу прецизно, уште доста време пред да почнеме да снимаме. Сега филмот го отвораш и затвораш со насобраните жени кои мене ми делуваа како грчки хор од античките драми, нели сезнајни се, го гледаат действието од завидна позиција. Ти беа корисни само како најава за нова сезона за турска серија или за нешто повеќе за да го ставиш во рамка действието? Мене ми од инспирацијата за жените на брдото ми дојде од еден, да кажам, стереотип балкански, кај што нема подобра, како се вика, подобра камера од една бабичка која седи на балкон. И ги знае сите луѓе и во корпата што имаш купено, се знае. И таа ми се допаѓа таа, да кажам, тој стереотипен дека жените постарите жени го чуваат, го наблюдуваат селото. Американците neighborhood watch. Neighborhood watch, тоа е баш поцивилизирано.
Меѓутоа го ставил во функција на еден сосема друг канон, затоа и отвараш и затвараш со нив, кој што и пред и по завршувањето филмот секојаш тука ќе бидат и секојаш ќе ја наблюдуваат ситуацијата, ќе држат работите под контрола со нивното воајерство. Семејните елементи, како губитокот на мајката, јасно е дека прави раздор во семејството, кое колку и да го негира таткото ќе биде залепено токму поради и преку дополнително, нели, и самата музика која што потребаш, колку се потребни исцелители или тагата сама си има свој временски период за лечење? Па мислам дека секој треба сам да си го најде својот пат. Јас лично не верувам во исцелители. Мислам дека тагата треба да се прифати. Нема борба против тага, има да се прифати. Најчесто може никогаш да не пројде како чувство. Може да се намали во интензитет, меѓутоа мислам дека станува дел од еден живот од еден човек, од една приказна, од еден карактер на еден човек. Не мислам дека тагата треба да го доминира животот, дури кога е огромна. Затоа што мислам дека има и кога што се катува. Па да. Мислам дека ако тагата успее да те заслепи, да не гледаш ништо убаво веќе, тогаш е веќе премногу, меѓутоа мислам дека не треба да се бориме со тагата, треба да ја прифатиме. Како составен дел на битисувањето. Мило ми е што ни овозможи да погледнеме на сериозна, условно кажано, изведба и перформанс улога на Аксел Мехмет. Најчесто е тајпкаснат во поглед на комичните роли кои што му се доделени. Ти даде една сосема друга димензија и видување пред се на ликот кој што му го подари, за да можеме цел спектар на актерски способности да видиме од него. Кажи ми, каде ги најде љубовниците и братчето, Дора, Ариф и Агуш? Значи, тука морам да спомнам Кирина Николовска, која беше кастинг директор на филмот. Со незе и она и сама во почетокот на предпродукцијата беше во доста турски, да кажам, заедници низ Македонија, кои изненадно повеќе ги има од колку што мислев, и можеби повеќе колку што се свесни луѓе. Има доста села предели и во источна и во западна Македонија. Каде што се говори турски јазик, каде што децата учат во турски паралелки. И тука почнавме во тие школи, основни и средни училишта, да ги бараме актерите. Сигурно се видува некои 2000, можда и повеќе деца по првиот круг. После неколку месеци дојдовме до една бројка од 40-тина, би кажал. Па тука се правеа различни комбинации на браќа и така натаму. Кога застана Ариф и Агуш еден до друг, едноставно некако јасно беше дека тоа е првиот момент кај што сватив дека изгледа стварно ќе има филм. Све до тога беше нешто, нека фантазија. Имена на хартија, да, нека фантазија. Така, а за Аја, за Дора, приказната е многу интересна, бидејќи она беше кастирана како една од другарките на Аја. Добро. И сакавме да донесеме девојка од Истанбул да игра Аја. Чисто бидејќи мислев дека да кажам, таа улога е малце можеби бунтовна за да биде прифатена, да кажам, од девојките во селото, локално. Посебно бидејќи има бакнеш и така натаму. Од друга страна, па сакав да има една потпора, да кажам, за другите, за Ариф и за Агуш, да може да се подпрати на една глумица. Меѓутоа, кога ја видов Аја, односно Дора, едноставно, не знам, немаше друга опција. И просто не ми се веруваше дека она нема никакво глумачко искуство. Затоа што е многу фотогенична згора на тоа. Фотогенична е, меѓутоа толку природно игра, толку и верувам на се и верував уште од старт. Едноставно се поклопи дека некако магично. Она беше кастирана, ако не се лажам, 3 или 4 недели пред почетокот на снимањето. Значи цело време беше тука, ама ти ја бараше Аја. Ја бараше Аја пред очите било цело време. Низ перспективата на Ахмет го спознаваме неговото созревање во светот на возрастните, колку па сака тој да им пркоси или ги промени застарените традиции и конвенции пред се во заедница. Па не мислам дека тоа е свесно кај него, да кажам, барем не ми беше тоа идејата. Добро.
не сакав ни да завземам страни, да кажам, од аспект на Добро. ова е лошо, тоа е добро. Мислам дека има и позитивни и негативни аспекти од двете страни. Меѓутоа сакав да создадам една, да кажам, непретенциозна ситуација што може реално, лесно би поверувале дека може реално да му се случи на едно дете. И мислам целта ми беше он да реагира на начин на кој што едно дете кое е пораснало со една мајка што го поддржувала него. Така. Што сакала музика, која така, што... да. Успева да се избори за тој, да биде тој што е во една средина, во една фамилија каде што во моментот не е возможно. Така, меѓутоа, сакал или не, ќе се соочи со ветерници со оглед на тоа што основните работи кои што него го интересираат не му се дозволени на дофат да му бидат. Односно, самото заљубување, самото слушање на музиката, значи се што него го оживотворува како лик е пречка, условно кажано, на конвенции кои што можеби не се за неговата генерација соодветни. Па да. Мислам, тоа го има насекаде, тоа го има и во град, и во село, и во сите култури има такви приказни. И тоа, мислам дека најважно е да ветерниците не можат да се поведат, меѓутоа може да си најдеме некој друг пат наш лично. Така да не се оди директно нив. Не е спорно дека Аја е смела и бунтовна и тука имаш приредба како и во налепница, но тука изведбата е шлаканица за конвенциите во селото, колку е тоа за Аја фрлање на запаленото шкорче пред да одјава во заедисонцата, колку па незините другарки ќе ги трпат последиците? Тоа е добро прашање. Сакам да верувам дека за другарките нема да има последици никакви. Можам да речеме дека е така. Можам да ви го кажам од аспект на снимање, значи не како дел приказната, меѓутоа на снимањето. Јурусите уживаа во приредба. Верувам. Значи имаше навивање, плескање, аплаузи, имаше после првиот танц, така да од тој аспект мислам дека не би знал како да го одговора прашањето, затоа што сите предрасуди кои какви да ги имав ми беа срушени дел. Не кажувам дека, знаеш, секако има таму разни проблеми за девојките кои се сакаат да се образуваат, не се во можност. Меѓутоа пак ќе кажам, тоа не важи за сите фамилии, не важи за сите луѓе и доста од предрасудите што ги имаме едноставно не се баш такви. Да, се само неврзани стереотипи. Меѓутоа, кај интересно ми беше тоа што има убеденост дека, окей, иднината не си ја гледа, например, во таа средина и ова е можеби еден mic drop. Барем од незина верзија за да стави точка на овој дел од животот, ама ќе го направам ако по можност да го запалам. Еден обид за еден скандал, да кажам. Баш така, да остави точка, да биде запамтена и да ја прават бабите. Во селото. Да беше холивудски филм, романсата ќе беше главен двигател, но ова не е американски филм, тука Аја има други цели, отколку да биде девојката на овчарите во селото. Зошто се одлучи да ги сместиш незините приоритети баш на овој начин? Да идеш против тие конвенции? Па мислам дека сегаш ми се интересни карактери кои идат против конвенциите, тоа да кажам во суштина. Имаше доста дискусија со повеќе луѓе имав таа дискусија дека имаше такви ставови дека они мора да завршат заедно на крај. Ја бев многу пружав отпор према таа идеја. Прво затоа што мислев дека не може да завршат во селото на крај, барем мојата глава беше така. А од друга страна мислев дека исто и он и Ахмед никогаш не би го напуштил селото. Највеќе ради брат мој, ради татко. Да. Така тука беше клучот беше како да се најде еден хепи енд што не е хепи енд, ама некако луѓето да излезат од кино со убаво чувство. И тоа да кажам беше целта и на тоа сум горд, морам да кажам дека луѓето искачат со убаво чувство од кино, а не е тој класичен хепи енд што може. И значи иницијално го имаше тоа зацртано од почетокот дека окей, ова е невозможно љубов да обстои тука заради тоа што не се тие ликови, не е таква почва,
тие тропи кои што сме растени, Да. очигледно дека треба да се скршат тука. Види, ја не дека имам против тропите. Тропите некогаш и Не, супер работат, функционираат, да. ама за овој конкретен Овој конкретен случај, да, едноставно премногу мислев дека ќе биде фейк, односно Да. дека ќе биде лимунада. ако се најде некој решение магично на крај. Тоа заврши така. Религијата и во сврзнато ткиво со населението и неговите обичаи, носиш компјутер во џамија, ја дигитализираш, меѓутоа колку сценаристички таа ја зазема функцијата на бумбоксот од Say Anything и останатите coming of age филмови од 80-ти преку Easy A до Тенкот во Space или во касетофончето од Deadpool 2. Колку има таа? Па има, дефинитивно има. Мене ми се допаѓа таа цела линија, да кажам, со оџата и со џамијата многу, бидејќи дава од една страна како да кажам, еден многу реалистичен човечки аспект на џамијата и на оџата и на селото, бидејќи таа некако е во центарот, нели, на селото. Да, демистификација правиш на лик и на поим, кој Да, што да. до тогаш би го имал. И нормално вртење, да кажам, на глава на тоа што таа го представува во селото, као од една има таа унифицира на некој начин селото, меѓутоа исто на крај бунтот, да кажам, е изразен преку неа. Да, и токму околу неа е центрирано действието околу поривите каде што се студираат. Каде лежи па стравот од промената и внесувањето на новитетите надвор од светот според тебе? Во селото? Да. На што се страв. должи тој страв? Не знам дали има страв, не знам дали би го нарекол страв. Едноставно има една заедница што функционира на еден начин и така преживеала многу долго време. Ние сите генерално како луѓе имаме тенденција да се држиме до работи кои се покажале дека преку нив или со нив преживуваме или издржуваме во некоја средина. Мислам дека со доаѓање на интернет во селото и со сателитска телевизија и со кабловска и мислам има многу Wi-Fi мрежи, има камени куки што имаат Wi-Fi и така натаму. Има многу парадокси, мислам само да кажам таму. Мислам дека новиве генерации сакам да кажам, многу различно го прецепираат тоа што е надвор, што е внатре. Мислам дека е малце избледена таа граница од аспект на што и да е надвор, пак е во джеп некако. Да. Дигиталниот свет е на допад. Да. И мислам, ја го приметив, морам да раскажам оваа анекдота. Одиме со Ариф, кој е од Аликоч. Прв пат се качуваме на авион и одиме во Америка за Јута. За Санданс. Што уште едно друго село. Што е апсолутно американско село. Планинско американско село. Апсолутно, да. И стигнуваме таму, мислам проаѓа све супер. И во еден момент некој кажува дека има утакмица Јута Джез баш тој викенд. И кој сака доди, и Ариф обавезно викам, но се тега Ариф викам на NBA, да гледа NBA. И оди Ариф на NBA. Ја не отидов. Седам дома у аквото и доаѓа, се враќа Ариф и му викам како си пројде. Па вика така, вика малце досадно ме беше. Окей. И нели американци шоумени, чирлидери. За мене, значи тоа е да збориме, мислам тоа е дете пораснато во Аликоч што се иде усредно во Штип. Така. Меѓутоа за мене беше тоа шок да го чујам од него. Меѓутоа колку поише размислував на тоа, толку повеќе ми имаше логика од аспект на дека ова дете има видено многу. Значи он толку добро се приспособи на тоа патување, на тие фанови од кино што сака да се сликаат со него. Едноставно не го осетив кај него дека имаше културен шок некој. Сигурно имало некаков. Меѓутоа не беше изразен, не беше изгубен од таа средина, него многу добро се снајде. И тоа дека му било досадно на таа NBA утакмица за мене го дефинира некако целото негово постоење. Океј, као мислам надвор од, да кажам, усмисла на телефонот, на интернетот, не се тие села толку изолирани како што биле пред 20 години. Ајде, од друга страна може би не било интересно на вистина. Не, тоа сигурно не било интересно. Мислам да биде во тој момент Јута Джез беа последни, мислам, така.
Реално, освен ако некој голем тим Да, играл да. против нив, не верувам дека би било интересно да се Така. види. Зошто баш електронска музика одбра да биде влезот на урбаното во руралното? Па дека од почетокот од журката до шумата, тоа беше некој драйв, меѓутоа ја оригинално доста повеќе електронска музика замислував во филмот. Добро. Сега дојдовме, мислам на крај дојдовме на некој микс меѓу има и хип-хоп, и електронска музика и некоја етно, да кажам модерна етно музика што е скорот на филмот. Така да, али највеќе се ме радува дека сите тие различни жанрови некако функционираат заедно во целата слика. Да. Колку па се раѓа комедијата во колизија на овие диаметрално спротивни светови, пред? Па многу, да. Мислам дека за мене барем хуморот секогаш доаѓа од контрасти. Од луѓе извадени од контекст, ситуации, мислам кои создаваат нов контекст за ликовите и така натаму. И риби надвор од вода, пред. Апсолутно, обожавам тоа, да. Да, и во микро светот на заедницата има финансиска нееднаквост, имаме средени бракови, патриархално стопанисување, условно кажано. Хипотетички, доколку жената во оваа заедница добие поголема моќ на одлучување, дали овие поделби и традиционални практики би се намалиле или евентуално анулирале? Да, добро прашање, не знам дали знам да го одговорам. Хипотетички. Ако ги врземе овие одлики на нешто што генерацијски се практикувало од Па може би само обратно би било, така, не знам. Жените би Жените би бирале, да. Океј, добро. Мислам, ја на тоа ме влече, да. Добро. На тоа ме влече. Меѓутоа, па ќе кажам, тие се одлуки од негош од најчесто од финансиски причини донесени. И меѓутоа доста често се случува кај нив да има бегалки, знаете, има и они го имаат како термин, тоа се не знам турски точно кој е зборот. Добро. Меѓутоа тоа е честа појава. Бегалка значи било која девојка која стапила во брак без дозвола од родителите. Така. Има фамилии што викаат керка ни е бегалка, ама пак е тука идат и они кај мажот, се во комуникација. Има фамилии што го сваќаат тоа многу посериозно, што прекинуваат комуникација. Дознав дека пред некој време имало и развод во Аликош, што е исто доста многу ретко, така ама се случило и тоа. Така да има, не знам, има некој поместување, иако можеби е некогаш минимално, меѓутоа мислам дека има поместување. И тоа се модернизира, и тој аспект на живење. Некој антрополог имаше многу убав текст од Елизабета за Офнет, за анализата. Она многу подобро ги знае юристите од мене, веќе 20-30 години работи со нив. Нејзиниот текст многу ми значеше, чисто само така да го спомнам. Деца растени со Инстаграм и со ТикТок, колку се способни да донесат промени на изгледот на заедницата во иднина, кога тие ќе бидат поглавари на селото, условно кажам? Не знам, ама мислам дека ќе биде многу интересно. Така? Да. Со оглед на тоа што ќе ги нема дел од овие убедувања кои што може би можеби да, можеби. Ама можеби ќе станат и порадикални, не знам. Добро. Да. Порано верував дека некако одиме кон еден свет, кон спуштање на граници, сега веќе малце гледам дека можеби некои циклуси се упрашања. Така да не знаеме на кај ќе оди. Добро, ама ќе биде интересно за гледање. Ќе биде интересно сега. Натуршчици, деца и животни, со среќа со работењето со трите најпроблематични категории. Јазичните бариери верувам дека сте ги надминали и сте се справиле со децата. Колку беа овците послушни или се однесуваа повеќето како розовата овца, принцези? Да, овца е екстремно тешко животно за снимање. Предноста е што Ариф имаше искуство веќе некое во водење. Они имаат кози, мислам, не сум сигурен. Добро. Меѓутоа имаше искуство некое и во селата има многу овци. Меѓутоа за снимање екстремно тешко. Забавата во шумата беше екстремно тешка сцена за снимање, кај што они треба да влезат, да тргнат према бината и да се пробијат меѓу луѓето. Тоа верувам хаотично и дезориентирачки за нив. Да, мислам дека само што наместивме камера, една овца избега, ја брка 2 километра да ја вратат и така натаму.
доста непредвидливи животни и така натаму. Имаше еден кадар у филмот, не знам сега дали да кажам на крај, што мислев дека 100% ќе мора у CGI да се прави како што завршува филмот, последниот кадар. Тој го снимавме од прва. Да? Да. Значи си дојде. Летна дронот, дојде овцава, од прва, после не ме се веруваш. Имавме исто Боби, кој има работено и на До Балчак и на многу други филмови како Animal Handler. Ја имаше овца која беше домашна овца. Аха, добро. Да, значи не растена во село, не растена во град. Со сите привилегии. Со сите, таа беше ствари, да. Таа беше розевата овца. И со никнейм Барби. Значи таа беше, да. Добро, значи имавте старлета една на. И имаше две овци што се знаат и у суштина така ги водевме најголем дел од процесот. Значи кога ни треба едната овца да отиде на одредено место, Ти повлече. Да, сестра ја стававме таму и она оди секогаш према сестра и така решивме голем дел од сцените. Океј, добро, карактерите ги научивте. Толку долго сте со нив, мислам на крајот на денот тие си имаат хиерархија во стадот. Апсолутно, апсолутно. Треба и да најдеш начин да искомуницираш со нив, така. На кои локации најпрво им почнавте да снимате, а на кои го завршите снимањето? Снимавме во Валикоч, Коџали, највеќе, сигурно 70-80% од филмот, Клаузлија и неколку други села сега кои вака во моментов да не ја сгрешам. Завршивме во Саре, каде што ја снимавме забавата. Добро. И снимавме во Нова Брезница, каде што го игравме, тоа е едно село на 45 минути од Скопје. Каде што беше нивната куќа, фамилиарните сцени таму ги снимав. А првата клапа на кој кадар падна? Првата клапа падна на селаните кога оговараат. Има една секвенца кога оговараат што се случило. Некој од тие кадри беше и истиот ден и средбата нивна на Тутунското поле. Така, од таму почнав. Да, тоа беше на првиот ден. Супер, ќе направиме тука една кратка музичка пауза. Ја слушаме Озлем на Еркут Тачкин и потоа ќе слушаме композиции од Ален Синкаус, односно неговиот соло албум, кој е еден од двајцата кои што работеа на музиката на самиот филм, односно на скорот на DJ Ахмет, така што ќе слушаме музика од неговиот соло албум и потоа се враќаме во етер да продискутираме за процесот на постпродукција и на прикажувањето пред се на филмот DJ Ахмет. Уживајте. Вие слушате Радио Камон 103, 628 епизода, со мене во студиото Емковски разговараме за DJ Ахмет. Која ти беше најпроблематична сцена за снимање? Која ти изеде најмногу тейка, а која ја снимивте најглатко? На што се заглави непредвидено? Најтешка физички телесно беше бактажот. Добро. Најмногу тейка? Најмногу тейка, мислам на тракторот диалозите меѓу Ахмет и Аја. Добро. Првата средба, музиката, танцовите дефинитивно, фестивалот исто имаше многу тека. Генерално... А што па помина најглатко на кое што си мислел предходно дека леле ќе заглавиме сега, но те изненадило дека На последната сцена со овцата кога се стрчува, да, тоа мислев дека у компјутер ќе треба да правиме, тоа прва го снимивме така. Те спаси Барби. Се врати на сет дополнително да снимиш некоја сцена која не ти се допадна како изгледа? Не. Повторив пола ден снимање на фестивалот, затоа што кога дојдовме таму имаше неверојатна магла. Значи, тоа беше еден од првите денови. И повторив, но меѓутоа не само тоа искористив да додадам некои кадри што ја направи пофункционално таа сцена. Меѓутоа бев против генерално после завршување на снимањето да се враќам пак. Мислев дека треба да најдеме решение со тоа што го имаме. Така. Колку имаш импровизација од репликите на се? Скоро ништо. Така, значи се држеше бајде. Да, скоро ништо. Посебно важно е тоа, мислам, во ситуација со деца и со натушници да бидеме точни од прилика колку што може. Баш, да се има контролата, да нема бегање надвор од формата. Кинематографирано... Извини, морам да се коригирам. Имаше една сцена на пазарот, Хакан Даци што игра феноменален глумец.
Таму имаше импровизација, да. Аха, со продажбата и купувањето на звучувањето, добро. Кинематографер ти е Наум Доксевски, со него направивте впечатливи масовни кадри и запамтливи широки планови имате во филмот, потраевте и дронови, но и снимавте на рака која беше најпотребно кога тензијата и динамиката го бараше тоа од вас. Кажи ми малку повеќе за кинематограферскиот процес, избор на бои, како се одлучивте поглед на... Па тоа се случи, да кажам, дека ги баравме локациите, но разговори таму се одвива. Генерално, оригинално идејата беше да не биде сниман од рака филмот. Меѓутоа, технички прекомплицирано и преголемо стана и во еден момент моравме да пресечеме, што на крај на ден ми е многу драго дека се случи тоа, затоа што дава една автентичност, едно чувство на дека можеби на моменти гледаше документарец. Непосредно, да. Боите генерално дозволивме од целото да произлезат од локациите, тие контрасти меѓу носиите, меѓу пейзажите и така натаму. Костимографката Розе Тречевска направи одлична работа, мислам дека костимите се феноменални и од тука негде, од сите тие елементи излегува многу работи кои ги утврдивме со Наум. А со оглед на употребата на дроновите, колку ветрот проблеми ви представуваше со... Па дронот е тактички употребен на неколку места, немавме толку некои проблеми. Тие денови беа доста... Ги погодивте деновите, барем за тоа. Добро, супер боговите на филмските богови. Да, имаше повеќе пати не послужија. Добро, е тоа. Па сте жртвувале многу биле. Се мачат луѓе во мислам сега. Па на жртви. Не е во ред да не им помогнеме. Сега ова е мое мислење, оспори го слободно. На прво гледање ми падна во очи една своевидна преупотреба на slow motion. Знам дека во филмскиот јазик тие за издвојување и воздигнување на ликовите, ама мене ми е повеќе како средство кое има поголема намена во рекламни видеоспотови. Колку знае да биде прекумерно или па репетитивно? Дефинитивно беше прекумерно. Добро. Значи тоа ти што си го видел, скратено е 40% од slow motion кадрите што беа направени. Најверојатно треба ти речам. И ова беше да кажам една голема тема на дискусија во монтажа. Добро. Меѓутоа, не знам, нешто ме повлече да малце поише да го нагазам тој аспект од филмот. Јас сум сепак режисер што за жал или за среќа сум го калел занаетот низ реклами. Како и сите, мора. Тоа што било редовно за снимање, другото било спорадично. Така да, мислам дека имав еден мерак што ми пројде. Можам да кажам дека го истерав меракот до крај и не верувам дека во следниот филм ќе имам slow motion воопшто. Мислам дека ни еден кадар нема да има. Ти употреби сите во твојата кариера. Сите ги искористив, да. И драго ми е дека го пројдов тоа и мислам драго ми е филмот кој ќе го гледам, ми е драго да не се разбереме погрешно. Така. Меѓутоа секако мислам дека ми пројде тој мерак да кажам за... Добро, ако бара и ако наложува некоја ситуација, посебно ако комично може тоа да се засили, секако дека има место, меѓутоа ги имаше доста. Да, ги има доста. Барем јас можам да го воочам тоа. Сега монтажер е Михаел Рајк, тој е човекот кој што исто така ги монтира на Иво Трајков филмовите, конкретно Некрстени денови, односно PRG, што значи придобивка на копродукцијата, претпоставувам дека беше колку беше важно да се најде баланс во различните тонови помеѓу мелодрамата и комедијата во работата со него. Беше доста важно, меѓутоа ќе кажам дека не најважно. Добро. Од аспект дека тоа беше нешто што функционираше полесно се направи да функционира во монтажа. Добро. Он допринесе екстремно многу, да кажам, во подобрување на драматургијата на филмот. Он е исто и драматург кој што е монтажер. Супер. Така да ги има, да кажам, тие најјаките карти у рака. Многу сум благодарен на него, мислам многу долго траеше монтажата и она што, да кажам, го баравме највеќе е да најдеме начин како приказната едноставно да тече во еден зтив и како одредени работи, како премногу slow motion или
некои ликови кои можеби не добија доволно внимание да го добијат тоа внимание во монтажа. Така да мислам дека сигурно, не мислам дека сигурно со неговата монтажа филмот е на едно друго ниво. А имаше повеќе целосно добри текови или вадеше добри изведби од различни? Различни. Најчесто тоа е, да кажам, некој контраст меѓу глумец и натуршик, каде што натуршикот најчесто, не секогаш, него најчесто првиот тек или вториот е најдобар, а кај глумецот може да биде да се загрее, да. Иако нема некои конкретни правила, сепак дефинитивно од се е земено по нешто. А сними други кадри кои што ги исфрли во монтажа од некакви причини, дали динамика успорува или Да. Првата монтажа беше околу 2 сати и 20 минути. Па тоа е малку. Тоа за асембли е доста кратко. Па да, не беше баш класично асембли, беше малце по-адванст, по-напредно. Меѓутоа, јас прво знаев дека филмот мора да биде по 2 сати, мислам тоа го имав едно чувство. Многу ми е драго дека успеавме да го донесеме и под сати 40, што беше следниот, да кажам, најтешкиот дел. Од 2 сати да се стигна до сати 40, тоа беше најтешкото. Секоја минута тука тежи која се буквално да. Во секунди се браат кадри и све. Меѓутоа ми е многу драго, пошто мислам дека Ама тоа е sweet spot. Значи 90 до 100 е идеално конкретно ако вака сакаш ако сакаш да работиш ваков филм конкретно. И сега музиката е работата Алената Синкаус, впечатлива ми е сцената пред Доуди Ахмед, например, во забавата, таму доаѓа до израз со мрачниот амбиент кој го повикува од шумата, но предимство даваш на дизајн на звук, например, и звуците на природа, освен нели во крешендото, во епилогот, дозволуваш ликовите кога се сами со своите мисли да не се натежнати од музиката, освен во транзиционите сцени, се разбира. Кажи ми ја намената која што имаше во работата со поглед на музиката. Во филм кој што има многу музика, отсуството на музика е исто толку важно како и самата музика. Дизајнот на звук сум многу задоволен од дизајнот на звук, мислам дека филмот има одличен звук. Направен е од студија во Чешка. Главниот саунд инженер се вика Михал Халупка. И едноставно толку човекот му се допадна филмот, што толку енергија и толку нијанси му даде на тој звук, што има чувство, кога се гледа филмот има чувство дека има многу повеќе музика од колку што вистински има. И тоа е апсолутно негова заслуга и мислам дека си најдов човек со кој што би работел звук и понатаму. Одлично. Мислам апсолутно отвори некои нови хоризонти на самите сцени, на емоциите и на карактерите. Ајде кажеме сега како ви доби правата за Windows тема. Ова е куриозитет заради тоа што првпат се појавува во македонски филм. Тоа беше најстресниот дел, да кажам, од целата филма, затоа што веќе филмот влезе на Sundance. 10 дена или 15 дена пред да одиме на Sundance, ние се уште ги немавме правата за Windows звукот. Да, тешко се стигаше до таа информација. Меѓутоа, 2 недели пред Sundance успеавме да ги добиеме правата и тоа ни ги дадоа бесплатно, што беше прекрасно, мислам, од нивна страна. Моравме да ги пратиме двете сцени каде што се потребува, да, во Microsoft, во оддел за, мислам дека за маркетинг. Добро. И ги погледна сцените и ни дадоа потврден одговор. Тоа е тоа. Радост претпоставувам за сите. Огромна радост беше, да. Тоа беше последната, да кажам, така ептен неизвестна точка во завршување на филмот. Ама е клучна заради тоа што барем според мене мислам дека таа е јасната сигнализација на публиката на која што го прави тој ја крши во тој момент кој што им дава до знаење, окей, можеш да се смееш сега. Ова е моментот кога во ред да се смееш на филм. Тоа беше и во монтажа, да кажам, борбата, сега добро што ме потсети на претходното прашање. Добро. Тоа давање на дозвола на публиката да се смее. Ние имавме со почетокот на филмот се боревме, затоа што во првата верзија многу сериозно почнува филмот и таа дозвола за смеење многу касно стига,
а веќе си ти Може да ја навикнат, предостави. очекуваш веќе да ќе гледаш драма. Драма, така. И после многу е потешко да навикнеш публиката дека е дозволено тоа. Точно, премин нема. Така да тие такви мали моменти беа распределени низ целиот филм. Супер. Паметно затоа што нужно е да ја дадеш таа индикација. Апсолутно, да. Заради тоа што Пошто можеш да кога комуницираш. ќе одлучи мозокот дека гледа одреден тип на филм, после било какво менување од тој жанр делува како странно тело, како да не припаѓа таму. И многу тешко би го сватил, освен ако не знам си Тод Солонс, па да се подпираш на црна комедија до тој, или некаков пресврт да имаш кој што комплетно нов жанр ќе несе. Ама барем во твојот филм мислам дека е посоодветно да има такво дозирање. Впечатливи се композициите на Кат во клучните сцени од филмот. Кажи ми, ги имаше планирано тие дела на ум додека го пишуваше сценариото или ги откри во постпродукција со trial and error? Да, не беа во постпродукција, се откри во одреден момент, не ми текнува кога ги открив, меѓутоа многу сум среќен дека ги открив во некој rabbit hole на Spotify, каде што песната имаше 50.000 преслушувања, например. Најпознатата од нив, и јас си реков, ова е тоа. Значи, ова е тоа што нема да не кошта 200.000 евра, пошто што ги немаме. Ова е тоа што ќе можеме за 5.000 евра да го купиме и пак филмот, и работи. Да, и пак филмот да има, да ја добие таа енергија и сила што треба. Така да сум многу среќен што успеавме да ги најдеме, мислам дека 2 или 3 песни има во филмот од нив, или од него. Игравме, на фестивалот ја пуштавме Fabulous, буквално во село, се играше во живо на Fabulous. Забавно би ми било. Да, забавно би било. Имаше доста среќна публика, задоволна публика. Супер. И останува музиката по гледањето на филмот, заради тоа што и во end credits ја имаш, меѓутоа едноставно понесени се и сакаш да им даваш како дополнителен сувенир, да си го понесат со себе по завршувањето на филмот, што е невидлив, меѓутоа ја има таа намена, така што тоа мислам дека го имаш одлично постигнато. Има демографија за која што сметаш дека е наменет најмногу филмот, која најдиректно би го доживеала и би го разбрала јазикот на изразување? Па, ја мислам дека за себе го правам филмот, меѓутоа сум многу пријатно изненаден дека млади луѓе уживаат во филмот и дека ги допира, тоа ми значи поише од било која награда. Ќе видиме, уште е рано се каже на кај ќе затера, меѓутоа гледам да не мислам на демографии кога правам филмови. Јасно, и не треба да те тангира тоа, откако ќе биде готов. Тоа некој студио, некој студио. Нека се замара тие. Кој го составуваше трейлерот, односно сакавте да скриете повеќе, да покажете во него? Ова прашувам заради тоа што кога треба да се сервира еден филм пред се настранска публика, конкретно во овој хибрид кај што треба да се дозира, треба да имаш индикатори дека има и комични елементи, треба да имаш индикатори дека окей, ова сепак има сериозна мелодрама, што е. Колку ти беше важно да и двата елементи да се подеднакво? Па не се бавев премногу со трейлерот. Трейлерот беше монтиран од Михал Рајх, од монтажерот на филмот. Ја бев толку среќен кога го видов трейлерот. Прво затоа што имам трейлер за мој филм, што ми се чинало како, не знам, некој сон. И второ затоа што ми се допаѓаше многу таа динамика и мислам дека е супер измонтиран трейлерот. Меѓутоа имаше еден аспект на тоа дека може би покажува премногу одредени работи и така натаму, али тоа се све да кажам некои пропатни ситници на кои на крајот ден мислам сега многу сакам трейлерот. Мислам дека доловува еден дух на клучен за филмот. Точно, ги има сите тие во мали дози карактеристиките на твојот хумор што го практикуваш. Сега во копродукција влезе со Чешка, Србија, Хрватска. Филм Бутик ги купија правата, ви дојдоа други дистрибутери со други понуди на Sundance или ние им придовме на нив. Така, добро. Обратната игравме, да, тоа беше совет што беше одличен во суштина затоа што кога не примија на Sundance, пишавме веќе на десетина дистрибутери, селс агенти, уствари. И после одредени преговори одлучивме за Филм Бутик. Добро. Тоа беше одлично затоа што веќе на Sundance они беа присутни, направија PR, они ги договорија сите критики кои излегоа во Variety, Screen Daily и така натаму.
Така да одлично беше да се има таа поддршка од нив за време на фестивалот. Што е многу важно Да. кога влегуваш заради тоа што ги имаш од старт. Да, да. Многу е Што е гужва многу таму, гужва. многу филмови привлекуваат внимание, и битно е да се избори за тој, да кажам, спотлайт, колку и да трае. Точно. И многу добра стратегија. Ми се допаѓа заради тоа што имаш соборец. Апсолутно. Знаеш, не си апсолутно. сам фрлен, па на милост и немилост да бидеш на туѓи понуди. Дали доколку би имал, да речеме, еве, 5 пати поголем буџет од милионите евра, што го имаше, што би променил на филмот? Па би го направил полож. Сигурно. Би го расипал, сакаш да кажеш? Добро. Мислам, имам такво чувство дека да имавме повеќе пари, дека ќе беше полош филмот. Мислам, тоа е моја некоја суеверија, нема веза. Што би направил? Па би го направил тоа оригиналната идеја, би го направил малку повеќе да биде како бајка, би го направил малку повеќе, помалку да има камера во рака. Добро. Би се организирал, значи? Да, би си дозволил некои сцени да ги снимаме цел ден наместо 2-3 Да сати. се брзат, добро. Да. Би си би купил имал- време, значи. Би си купил време. Куќата би ја изградил од нула наместо да снимаме 45 минути со Скопје, што е логистички беше многу комплицирано. Би си го поедноставил својот живот некако, за да можам после да го поедноставам животот на другите кои се вклучени во филмот. Така. Филмот имаше светска премиера, како што напоменавме, на Sundance, со награда од публиката, специјалното жури Creative Vision, и беше награден и во Сиетл, во Милвоки, во Херцег Нови, зеде 3 награди Старајево, беше прикажан Сиднеј, Нов Зеланд, Мајами, BFI, последно. Ќе игра и Стокхолм, ако не грешам. Колку си задоволен од неговиот фестивалски живот? Презадоволен сум, мислам, нема што повеќе, тоа е. А како беше приемот во Лондон за BFI? Одличен, одличен најтазен, беше, стварно. да, одличен беше на BFI, играше во Принц Чарлс киното, што е култно кино во Лондон. Се збори дека на Тарантино и на Пол Томас Андерсон таму да ги гледат филмовите. Така, добро. На времето порнографско кино во Супер. 60-ти. Мислам како повеќето добри кина Се што разбира. постоеле Се разбира. со години. Сега ноември ќе биде многу важен месец за филмот. Одам во Португалија, Шпанија, Франција, Германија и Турција, каде што ќе одиме исто сегде со премиера. Одлично. Ајде, држиме палци за Фала. да помине што е можно подобро и да си најде уште поголеми љубители во овие земји. Колку на странските фестивали, кога ќе се каже македонски филм, има некаков стереотип каков филм се очекува од нашата земја да гледаат според тебе? Па, она што ми го кажа, се не знам точно кој ми го кажа на Sundance, некој од програмерите ми го кажа дека веќе од Македонија се очекува филм. Се очекува, значи веќе сме на мапата. Така. Имаме одредени успеси последниве, не знам колку години сега, да не исклучам некој. Меѓутоа веќе се знае за Македонија. Веќе кога ќе се чуе дека филм доаѓа од Македонија, луѓе ги интересира да го видат тој филм. Така да сме на добар пат да мислам дека и во регионот, да кажам, да не се урачам, со многу земји со многу поголеми буџети имаме повеќе успех. Така, затоа што уникатноста е таа најверојатно која што не двои од... Не знам што не двои, нешто не двои, се надевам ќе продолжи да не двои, што е. Така. Откако ќе заврши фестивалскиот живот и репертоарскиот, се даде во кинотека, сметаш дека би било од корист да биде достапен на дигиталните пространства за идни генерации на публика, на млади љубители на филмот да може да го гледаат? Да, апсолутно, да. Значи, штом заврши кинодистрибуцијата, ќе сигурно ќе биде достапен на платформите. А јас сум поборник дека во еден момент кога веќе на платформите, да кажеме, не привлекува толку внимание или не е достапен доволно, дека треба да биде бесплатен. Тоа е контра ставот на сите дистрибутери и селс агенти. Меѓутоа, еве сега, например, и со налепница јас уште водам борба за да го ставам на YouTube. А се надам ќе успеам годинава, ќе видиме. Тоа имаш со музиката проблеми или? Не, имаме годишен договор кој се обновува автоматски, така да јас морам за да го ставиме на YouTube, морам да го поништам договорот со дистрибутерот, да. Да бидете на чисто за да нема иначе немам право да го аплодирам. Меѓутоа е составен дел од DVD изданието на кратките македонски филмови, така што може да го пронајдат таму, кое што беше издание на кинотека, ако не се лажам, каде што беа собрани повеќе
низ децениите македонски кратки филмови од режисери, така што е некаде зачуван, барем во некаква форма. Сега за DJ Ахмед као DVD Blu-ray нешто со Film Boutique се разговараше. Не сме планирале, мислам дека уште е рано, ама сигурно да, ќе дојде како тема, би сакал да го има секако. Физичко издание едно кое што Би ми било мерак. така Може и VHS да направиме, ако уште дека произведува. верувај, има Знам дека го подам сега, се враќа, да, се. Има колекционери кои што вадат одлични стилбукс, така што немој да бидеш изненаден ако и лазер диск некој извади од нешто, така што формат не умира. Освен бета. Со што си најзадоволен со филмот, со што најмалку? Најзадоволен сум дека успеавме да го направиме. Дека беше многу, на многу пати изгледаше дека нема да се направи. Горд сум многу на целата екипа, да не ги набројам сите, многу се, ама сите до еден мислам се би работел, бидел во војна со секој од нив. Тоа ми е најдраго, што би променил веројатно мојот стрес, односно моите грижи за одредени работи кои спаднаа комплетно небитни на крај. Значи, колку непреспиени ноќи сум имал за работи што апсолутно од оваа гледна точка се нула, комплетно небитни. Ама мораш да ги имаш за тоа што ти е грижа за филмот и ти е драг. Да, тоа е, обсесивна грижа, некоја претерана грижа, да кажеш. Ама мораш да имаш, за жал. Напоменавме употребата на slow motion, колку имаше употреба на флешбек или па секвенции на сон? Флешбек хич не сакам. Така. Не сум фан. Имаше една секвенца што у првата верзија на сценариото, бидејќи цело време се борев со тоа колку треба да има информации за мајката и што се случило. Добро. Така тоа беше напишано, меѓутоа во еден момент едноставно не осетив потреба да го имам. Генерално не сакам многу флешбек, посебно ако е само еднашка онака тутнат негде за да објасни нешто што потешко е да се објасни на друг начин. Работен во различен стил, визуелно се двои непотребно. Да. Добро. Има филмови што одлично користат флешбек, меѓутоа за мене непотребно. Непотребно. Конкретно во овој филм, секвенца на сон со оглед на тоа што се буди често пати и тоа брутално се буди од Ахмед, претпоставувам дека се играше за тој. Да, мислам игравме со на моменти го има тоа чувство каде што гледачот се запрашува дали е сон или не. Тоа ми беше интересно, секвенци за сон сакам многу повеќе од флешбек. Јасно. Меѓутоа ете, треба да си го најдат и тие своето место. Во овој филм некако јавето беше измеѓу јаве и сон на моменти, така го задоволив да кажам тој дел од таа потреба. Да, меѓутоа уште еднаш ќе напоменам, има неколку будења кои што се многу груби. Да, кои што никој не би ги сакал да ги доживее Ахмед, така што верувам дека не му било интересно и кога сте снимале така да го посипувате со вода. Јуначки издржа, јуначки. Колку успеа филмот кој што го имаше замислено во твојата глава да го пресликаш и реализираш во финален продукт, процентуално да речем? Па 60%. Само толку? 65. Ајде, тоа. Ќе прифатам. Мислам, тоа може да кажам дека беше психолошки најтешкото нешто од аспект на фантазијата нема граници некако. Јасно. Во наводници и ја имав премногу време да размислувам како ќе изгледа филмот. Значи тоа го правев со години. Значи имам сцени што беа напишани до такви детали што прво апсолутно невозможно за овој буџет да се снима тоа. Второ, имаме секвенца што е 30 секунди што ако се снима така како што сум ја напишал, треба да се снима 4 дена, 3 дена. Така да имаше еден скок, еден геп меѓу фантазијата и реалноста. И пошто проектот е огромен, адаптацијата на реалноста се случува во исто време додека трае снимањето. Некако. Паралелно го одвиваш. Да. И тој скок од тоа што е замислено, во тоа што е реалноста, ако не успее човек да се адаптира на тоа, пропаѓа филмот. Значи филмот пропаѓа, готово. Нема дискусија, а од друга страна па треба да се соочиш со тоа дека тоа што си го замислил не успеваш да го остваруваш до крај
Како што си е. Да, и тоа е во вистинско време случува така. Секој ден има по 10 такви работи. Така. Што те обесхрабруваат или па возбудуваат? Па да, апсолутно. А каде па дозволи компромис во делото, каде па мораше да повлечеш линија и рече, окей, не, ова го загрозува интегритетот на тоа што сум го замислил. Имаше такви моменти или? Па не многу, тоа пред се должи на тоа што имав голема доверба од продукцијата, голема доверба од тимот. Тука би го одвел и брат ми Иван Унковски, кој е продуцент на филмот, кој без него немаше да се случи овој филм апсолутно. И сите други продуценти, Ивана Шекутковска и во Чешка и во Хрватска, значи сите буквално има верба во процесот, во работата, многу малку мешање. Значи не ти вика не, се што ќе побараше во рамките на буџетот, нормално. Тоа беше не, буџетот кажуваше не. Нема 40 овци да имаш 20, тоа е фигури да. Така, тие што имаш, да. Не преба. Такви работи милиарда нормално, меѓутоа немаше ништо клучно да кажам што би го нарушил интегритетот. Добро, супер. Знам дека ти е завршено ова поглавје, ама дали постои минимална шанса да го видиме Ахмет да пушта музика на пример во некој твој иден филм? Како спореден лик? Да пушта музика не, меѓутоа би сакал дефинитивно во немала рука во некоја камера да се појават ликовите. Ми значило многу, да. Како еден проширен универзум да ги врзиш работите. Да. Ако е урбано приказано. Да, ја кажав ликовите, уствари сакав да кажам актерите. Бидејќи мислам дека и нешто скроз друго да биде неповрзано со ова, ќе биде најверојатно. Би сакал да им дам шанса да се појават пак. Супер, заслужија, дефинитивно. Еден од најџентлменските потези беше тоа што и честиташе на Тамара за избора за Сиен за домашен представник за интернационален Оскар, иако и DJ Ахмет беше во игра. Меѓу мене и тебе, колку е потребно агитирање во Холивуд и поддршка од големи студија за да се направи некаков удел за да се дојде до некакво признание? Па за меѓународни филмови не сум сигурен, сигурно има многу. Ние на пример сега баш кога беше уште кога не се знаеше кои ќе одат Оскари, правевме некој проекција на буџети. И има филмови од Европа на пример што имаат маркетинг буџет од €1.000.000. Како не? И тоа не е многу високо, значи не си ни у топ 50 веројатно со тој буџет. Холивудските студија огромни суми на пари вложуваат. Така да не знам што да кажам. Има добиено и филмови што не вложиле толку. Така некако Добро, ги гледам во интернационално дека и на Trier новиот Неон што го купија, се исто така Сирот знам дека исто е во игра, така што има големи студија кои што стојат за тие филмови и претпоставувам дека ќе врнат пари од нивна страна за агитирање. Апсолутно. Тоа е мислам многу е битно пред се затоа што ти да допреш до академијата, значи многу е битно они луѓето да го гледаат што гласаат, да го гледаат филмот пред да гласаат, да не им биде оставено на нив сами да го гледаат, него да бидат поканети на проекција, да има забава после, да им направи некој муавет. Мислам тоа е една дипломатија што не ми е мене нешто многу интересна, ама мораш да ја направиш, ја прават големи. Да, ја прават затоа што има многу филмови и многу конкуренција. И не сите ги гледаат, што беше голем проблем изминатите години, не сите гласачи ги гледаат сите филмови и за некои се одлучува буквално по word of mouth, баш по кој ќе шепне најгласно, условно кажано. Меѓутоа, играта е голема и што поголемо студио застанува за филмот, знаеш дека толку поголемо агитирање ќе има за овие, како што веќе ги напомена, забави кои што се полуотворени, затворени. Ice White Shut забави. Сите пораснавме и пред сме составен дел од културолошкото милие кое што го има оставено Бушова азбука за нас, така што непроценливо богатство за едно дете да може да се заљуби во македонскиот јазик е преку домашната продукција на оваа серија. Што значеше за тебе работата на Буквождар? Буквождар, многу сум возбуден за тоа, многу ми е драго дека ме прашуваш. Значи Бушова азбука е една серија 45 години, мислам дека прави годинава, која едноставно немала некој да кажам конкуренција на темата на која што работела понатаму, што е и малце тажно. И тоа што сега сме во позиција малце да ја вратиме како идеја, како содржина, да ја освежиме,
И понатаму ми носи многу задоволство и е голем предизвик. Ќе видиме што ќе направиме. Ја не мислам дека е возможно да ја надминеме, не е ни тоа целта, него идејата е да создаваме нова содржина за деца, што е ужасно потребно. Апсолутно, ужасно потребна и едноставно да изградиме некој однос кон нашиот јазик со правење на содржина редовна на македонски јазик, забавна содржина, содржина која има светски квалитет, Така. а е локално продуцирана. И патот, иако е многу трнлив, премиерата е на 8 ноември. Така. Првата епизода од 10 епизоди по 5 минути букваждар. Ќе има и разни други активности и друга содржина околу тоа. Во меѓувреме последното дело на Горан Стефановски, Бушав буквар, која е директно продолжение, да кажам, на Бушав азбука, чека во фиока подобри времења или по соодветна нека структура за финансирање, бидејќи е масивна серија. Мислам, 31 епизода, денеска да се сними, тоа е ретко кој снима. Мислам, скоро невозможно. Да. Скоро невозможно. Тоа што се направило во 70 и 80 години, тоа било за денешните услови научна фантастика. Меѓутоа бараме начин како да ја вратиме и неа и да бидеме што поприсутни. Така, значи букваждар 10 епизоди се планирани, комплетна анимација. Комплетна анимација, 10 епизоди по 5 минути од 8 ноември. На МТВ, На претпоставам. МТВ и на сите социјални мрежи. Одлично. Што наредно да очекуваме од тебе? Раскрсти со кратките филмови, ќе целиш само на долги? Да, сега спремам 2 сценарија. Добро. Не ви раскажувал немам доволно, Добро. не сум доволно спремен да ги раскажам. Едното е на англиски јазик, бидејќи сакам да пробам и да направам, да влезам на тој пазар. Добро, ајде. Супер. А другото е нешто така, доста откачено што пробам да го финансирам во Македонија и ќе аплицираме на следниот конкурс, се надевам. А за англиското планираш преку агент да одиш или на блеклист да оставаш? Преку агент, значи тоа е една од позитивните аспекти на Sundance, што сега имам агент во Америка. Супер. Имам одлични состаноци со разни продуцентски куќи од Америка, така да има доста интерес да се види нешто, некој сценарио од тука. Добро, ама тоа би го дал да го работиш сам или би го предал и некој друг да? Не би го предал. Така, не би го дал. Добро. Добро. Какви филмови би сакал да гледаш повеќе да се снимаат кај нас, а какви не? Во какво светло сакаш да ја видиш домашната продукција во иднина? Сакам да гледам филмови кои не се оптеретуваат премногу, кои немаат желба да ги решат сите проблеми во светот или да објаснат премногу или да бидат премногу интелигентни. Добро. Тоа го кажувам од аспект на дека имаме капацитет да правиме мејнстрим филмови. Имаме капацитет да правиме имаме можност, да кажам, привилегија да правиме грешки, да пробуваме некои работи. Малце похрабри да бидеме во нашиот израз. И мислам дека јас сум дел од тоа дека сите како режисери сакаме да покажеме некоја нова, не знам, сакаме да бидеме премногу длабоки на одредени работи, а некогаш длабочината доаѓа од наједноставните работи, најсекојдневните работи. И мислам тоа и на млади и на студенти им го кажувам секогаш дека дозволете си себе си да бидете глупави. Бидејќи мислам дека ако човек си дозволи да биде глупав, тоа во наводници го кажувам одредно. Нема може ќе се ослободи еден товар дека неговиот филм мора да биде нешто што земјата ќе натера да се врти во друг правец. Што ќе не знам, ќе обезбеди светски мир или ќе ги реши сите проблеми. Треба да правиме, мислам, помали приказни. Добро. Ама искрени приказни кои што се доаѓаат од авторските побуди. Искрени, помали приказни и похрабри приказни истовремено. Храброст и глупавоста се некако слични. Да, рака под рака, баш витешки. Кажи ми што последно си прочитал, слушнал, погледнал, да ми препорачаш друг филм? Имаше некој можност да погледнеш на филмските фестивали каде што имаше филм? Да, мене е хитов годинава ми е Sentimental Value. Добро, супер. Го гледав во Сиднеј и многу ми се допадна.
Поспоредба со другите на Трир, овој како го... Па не знам. Овој највеќе ми се допаѓа. Да, најблизок ти е... Па не знам дали е најблизок, ама некако е многу е непретенциозен. Добро, супер. Многу ти се вовлекува под кожа некако без да го осетиш тоа. Добро, супер. Така, мислам, не знам, се одушев, не знам што друго да кажам. Супер. Ништо нема во филмот да кажеш, оваа сцена, например, оваа беше партали. Нема некој таков момент. Цело време е на тројка пуштено ринглата, ама одлично. На крајот е сготвено јадењето. Да, така. Одлично е. Да. Добро, супер. Серија? Да препорачаш нешто ако си гледал последно интересно? Серии многу гледам, ама сега моментов вака на прва последно што гледам. Што последно си ти задржало внимание? И колку успеаш со гледам тоа што таму комедијата па можеби е поуспешна и поотворена и се вратите баш поради тој 30 минутен формат кој што го имаат во епизода? Да, ма мислам дека се враќа малце. Така? Мислам дека се претера со серии, дека премногу излегува серии. Дека некако како да нема филтер веќе и Па да, затоа што секоја квази студио има собствено издаваштво, сите стримери стана и сите има понуда. Апсолутно. Така да ја гледав Peacemaker. Пошто ми е guilty pleasure малце. Okay. Ама малце така, не ми остана некој впечаток посебно. Тоа беше последно, да кажам. Иначе имам милиарда серии што многу ги обожавам. А од другите суперхеројски, апропо Peacemaker, другите кои што ги кршат нормите како што тоа го правеле, не знам, Gen V што го прави или Да, Boys Gen V, да, тие се супер, да. Или како беше анимираната Invincible. Да, Invincible. Супер, Invincible супер, е сакам да. Помести таа доста аспекти за Image Comics. Сепак самите се борат против конвенциите. Да, и тоа се техники што се многу незгодни за правење. Мислам, многу пари коштаат, многу споро се прави, така да секој успех на таков проект ми е многу драг да го видам. И сега го осетив и со букваждар што све значи еден цртан филм од 5 минути да се направи. Да. И да. Се многу фреймови се. Научив многу лекции. Мина сега месец. Може би немаш работа толку многу со луѓе пред камера, меѓутоа имаш работа со многу репетитивни кадри. Да, и многу жртви. Мунко, фала ти многу што беше дел од емисијата. Извини вака што те заглавувам повеќе од што треба, меѓутоа тука сме за да разговараме за еден уникатен филм кој што ни го понуди. Го сакувам многу успех со DJ Ахмед, да си ја најде својата публика и во нашата држава дополнително во овој представен период во кој што ќе игра, меѓутоа и надвор да ги препознаат убавините кои што ги носи ова дело и да се поврзат можеби повеќе до поривите на ликовите кои што ги имаат и до нивните први љубови и како се бореле против стигмите на општеството. Фала ти многу и тебе и се надевам за нека година ќе седнеме пак. Доаѓаш нареден филм кога имаш. Така ќе мора да го брзаме овој, да, ќе мора да го забрзаме. Од тебе зависи, појата покана е отворена. На крајот на емисијата ќе слушнеме Fabulous, композицијата која што го е еден од белезите на самиот филм и се разбира дека ќе затвориме со Windows, односно со XP како што отворивме, така и ќе затвориме со оглед на тоа што нели правата се обезбедени во 5 за 12, меѓутоа сепак е еден момент кој што го краси филмот и кој што стана белек од DJ Ахмед. Јас сум Зарко Ѓелевски и го затворам 628 гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До арената издание Дансе Макабре, гледајте го DJ Ахмед од Георги Умковски во нашите киносали и не дозволувајте вашиот трактор да има слабо озвучување. Чао!